Добре дојдовте во четвртиот дел од мојата приказна. Денес сакам да ви раскажам за сите мои работи што ги работев во Америка. Најпрво да ви кажам, кога ќе се преселите во Америка, треба да го знаете јазикот, за да можете да барате подобра работа. Ама, бидејќи јас не го знаев доволно јазикот, имав познавање, ама не можев да зборувам течно. И затоа морав да прифатам работа што ќе ми се понуди. Не можеш да бираш. Прва работа што ја најдов беше во еден ресторант за прослави. Ама таму, бидејќи бев нова, ме викаа само еден или два дена во неделата. А тоа не беше доволно. И морав да барам и нешто друго. А што друго? Чистење куќи. И почнав да одам со една жена. Додуша, две жени бевме и газдарицата на бизнисот. И почнав со неја да одам на чистење куќи. Тоа траеше 2 недели, а во меѓувреме, додека чистевме куќи, газдарицата, кога ќе завршевме со чистење, ни кажуваше: излезете вие, јас ќе дојдам. Ние излеземе, по некое време дојде и таа. Ама еднаш во еден стан кај што чистевме, газдарицата замина некаде и ни рече: завршете вие, јас ќе дојдам. Кога ние завршивме во тој стан и да си излеземе, газдарицата на тој стан ни дава бакшиш по $25. Ама во тој момент нашата газдарица доаѓа и го гледа тоа. Тогаш јас сватив зошто таа ни кажувала: излезете, јас ќе дојдам. Го земала бакшишот. Ама тоа е во ред, не, тоа е нејзин бизнис. И така, ви кажувам, тоа траеше околу 2 недели и после 2 недели една жена од ресторанот кај што работев за прослави ми се јавува на телефон и ми кажува дека во еден македонски ресторан барале жена за вокуина. И јас отидов, прашав и тие ме примија. И тогаш откажав во другиот ресторант и на жената што одевме за чистење куќи и почнав да работам во македонскиот ресторан. Првата недела како така не беше лошо. Сватив дека има многу работа. Ама мора да се работи. Но понатаму, како одминуваа денови, однесувањето на тие што работеа таму беше многу лошо. Се однесуваа неубаво. И мене сето тоа ми пречеше, ме повредуваше. Плачев скоро секој ден. Бев понижена, повредена, уморна. Некојаш работевме по 10 сати, а пауза никако. Ама мора да се издржи. За кратко време, откако почнав во тој ресторан да работам, ми излезе прилика да се пријавам во една лабораторија, огромна лабораторија, се викаше BioReference. И се пријавив таму
По некој време ме викнаа на интервју, отидов на закажаниот термин и тие ме примија. Ама работата беше само ноќна смена. И пред да почнам таму со работа, морав да поминам 1 месец опука. А најинтересно ми беше што за да работиш таму мораш да направиш тест за дрога. Да видат да не земаш некои опойни средства. И ништо го направив тој тест, го приложив и почнав да одам таму. Исто така не ја откажував работата во ресторанот, затоа што ова не ми беше сигурно дали ќе можам да издржам нон-стоп ноќна смена, дали ќе ме примат. И морав и таму да одам. Ноќе одев во лабораторијата, попладне одев во ресторанот. Од ресторанот директно во лабораторијата. А тој период немавме кола. Моравме да положиме прво, затоа што не ја признават нашата возачка дозвола. Мора да полагаш тестови за да ти дадат дозвола, возачка дозвола. Во истиот тој период морав да полагам и за возачка. Се спремив 2 недели, ги учев прашањата на англиски, мораш да полагаш. Ако првиот пат паднеш, не ги положиш, тогаш ќе ти дадат да полагаш со преведувач. Ама јас сакав да положам од прв пат и се потрудив да ги научам. Кога отидовме да полагаме, син ми кажува на службеничката дека ние не зборуваме добро англиски. Ама тоа е тоа, мораш да полагаш прво. Седнав на компјутерот и ги одговорив сите прашања. И положив од прв пат. Службеничката му се смее на син ми, вели: ти кажа дека мајка ти не зборува добро англиски, ама таа го помина тестот, а погледни ги овие американци, двајца, паднаа. Се смеевме. И ништо. Во меѓувреме почнавме да бараме кола половна. Оти тука без кола не можеш да функционираш. Кога почнав во лабораторијата, морав да одам со такси. А тука е скапо да одиш со такси. Било каде да одиш со такси е скапо. Ама морав. И еднаш, забавето кога завршив од ноќна смена, ја отворив апликацијата за да викнам такси. Ама немаше слободна кола. Што ќе правам? Кога нема слободна кола, што ќе правиш? Појдов пешки. И како одам по патот, проверувам да не има слободна кола на апликацијата. Кога по еден извесен период се појави една кола и јас ја повикав и тој дојде ме зема од местото кај што го повикав. Стигнав на работа, па паркирам, извинете. И ме зема таму, ама утрето, кога да викнам повторно такси, повикав и
на апликацијата и имаш да следиш до кај е возилото. Гледам, тој застана на местото кај што ме зема претходниот пат. Јас го гледам дека таму стое. Ама не знам како да го повикам и да му кажам дека не сум таму. Тој почека неколку минути и си замина. И ми наплати како да ме возам. Па морав друго возило да викам, па пак да платам. Така, таа недела се возев со такси, ама во меѓувреме едно дете што работеше во ресторанот се занимаваше со препродажба на коли и ми понуди една кола. Ако сакам да ја земам, сакам, како не сакам, многу ми е хитно. И така, ја земавме таа кола, беше добра, половна, ама добра. И првиот ден јас да одам со кола во лабораторијата, возам натаму, кога одеднаш ми се уклучи црвено светло на таблата. Се исплашив. Леле, ако ми изгасне на сред пат, што ќе правам? Со страв стигнав до лабораторијата, ја паркирав и му се јавив на дечкото и му кажав што се случи. Среќа тој после работа, после 12 ноќта, дошол, проверил со компјутер и ми се јави дека не е ништо страшно, дека е нешто во електрониката. И можам да возам. И мене ми е олесно. Потоа, помина цел месец, јас и во лабораторијата, и во ресторанот, ама не се издржува. После еден месец решив да останам само во ресторанот. И останав таму. Работата беше стварно тешка. Ама мораш. Миев илјадници чини. Мани тоа што миев, тоа не беше страшно. Ми сметаше атмосферата негативна. Останав таму околу 9 месеци и во меѓувреме размислував што може друго да работам, затоа што оваа работа не можам долго да ја работам. И се запишав на еден курс за домашна нега. Се пријавив, за еден месец го положив тој испит, тој курс. После некое време земав лиценца и за кратко време ме повикаа на работа. И така, јас ја откажав работата во ресторанот, ја прифатив оваа работа, што и денес ја работам, и сум задоволна. Ете така. Не е сега кој ќе се присетам на тој период. Сваќам дека воопшто не било лесно. Ама секој од тие работи ме научи нешто. И да ви кажам, кој ќе размислам, никогаш не знаеш каде животот ќе те однесе. Ова беше се. Па се гледаме во некое следно видео, натаму ќе ви снимам влогови и интересни работи што ми се случуваат овде во Америка. А до тогаш ве поздравувам.
Чао!